Срам и рам да ви е што за време на пандемиска и економска криза купувате луксузни коли и компјутери на државна сметка наместо медицинска опрема. Ова за Алфа го изјави доктор Ненад Лазаров по скандалот дека како јавни набавки за COVID-19 се набавувале производи што немаат никаква врска со пандемијата. Тој вели дека со денови како доктори не спиеле само за да се обезбеди заштитна опрема, потоа се печателе визири за да се помогне без денар да им се побара, се молеле колеги за помош, додека некој профитирал дебело и власта лечела фрустрации со купување на возила на народна сметка. Флагрантно крадење, без толку да им трепне, е безобразлук. И на жалост тоа е кај нас традиција, здравството е уништено токму такви работи. Само да потенцирам за да не се најдат одма прозвани, ова не е само актуелна власт сега, тоа сите на нас го прават. И затоа сме во едно вакво дередже дојдени, каде што ние, верувајте ми, јас сум сериозно загрижен. Поради ваквиот начин на злоупотреба, доктор Лазаров вели дека после ова, дефинитивно во Македонија не може да има функционален здравствен систем, зашто наместо подобрување само се руши се што е останато. Сега веќе сум сигурен дека е невозможно да се било што подобри сериозно во ова здравство, остане опште ресетен да се случи, да почнеме нешто од ново да градиме. Високи ризици од корупција и судирни интереси во набавките за COVID-19 забележале и во антикорупцијска, откаде што велат дека работеле на расчистување на случаите што се однесува до јавните набавки. Областа јавни набавки е високо ризична област од корупција и поради тоа е дел и од националната стратегија за борба против корупција. Во оваа област ние сме утврдиле низа неповолни состојби. Во текот на вчерашниот ден од Центарот за граѓански комуникации беше предочена состојба како за исти производи различни економски оператори плаќаат различни цени. Исто така, често пати имаме ситуации кога се утврдуваат критериуми со кои што се фаворизира одреден економски оператор. Инаку анализата на Центарот за граѓански комуникации утврдила дека вредностите на набавките се далеку повисоки од цените добиени на тендерите, што според нив упатува на ризикот од намерно склучување договори по повисока вредност. Најголемите разлики во цените биле дури и 5 пати повисоки од пазарните.